Бизнисменот Сеат Кочан доби затворска казна од 6 години за случајот Труст. Василија Авировиќ во истата постапка беше осуден на 3-годишна затворска казна, а Сафет Ватич доби ослободителна пресуда. Судиката Лидија Трајковска-Зимбовска на Кочан му изрече и 3-годишна забрана да биде управител, а Авировиќ во исто време траење доби забрана да потпишува тендери во име на друго лице. Но освен затворските казни за Кочан и Авировиќ, судиката на компаниите Трансмет и Силекс Неметали им изрече парични казни од по 2 милиони денари, како и конфискација на имот во висина од 17 милиони евра, колку што вредел и тендерот кој го добиле од Елем. Овој чекор на судот го поздрави специјалниот јавен обвинител Гаврил Бубевски, кој изјави дека е задоволен од пресудата. Можам да му честитам на судот, ова е прво нешто вакво во Република Македонија. Се работи за бруто принцип, кој што на конфискација, кој што веројатно ја прави најголемата превенција од идни вакви кривични дела. Се работи за современ принцип кој го имаат сите современи правни системи. До сега, според мене, во моето искуство немам видено ваква конфискација со бруто принцип. Адвокатот на ослободениот Сафет Ватич вели дека е задоволен од пресудата, а еден од сопствениците на компанијата Вато изјави дека со новата власт правдата стана достижна за сите праведни луѓе. Голема победа на одбраната, не ја доживувам како лична победа, ниту како пораз на обвинителството, туку како голема победа на правдата. Респект за претседателката на Советот и за судот во целина. Со оваа новата власт и со овие судења вакви, тотално правдата е достигна за секого кој е праведен. Притвор за Кочан нема да се бара се до правосилност на пресудата, бидејќи тој претходно дал гаранција во имот. Судскиот процес почна во ноември минатата година и траеше околу 9 месеци. Според обвинението, обвинетите со лажни документи учествувале и добиле тендер за ископ на јаглени јаловина во рек Битола, вреден 17 милиони евра. Обвинетите на Елем му доставиле лажна документација во која прикажале наводна собственост на тешка механизација за ископување, која немале и не ја набавиле, а таа што ја имале била со помал капацитет.